Драги пријатели, во новата програма предвидена е градба на експресен пат со 4 ленти од Градско преку Росоман до Прилеп, да се олесни патувањето на луѓето од Прилеп во овој дел, да се направи побезбедно, посигурно, за да може луѓето да патуваат и побрзо и побезбедно. Ветуваме и реконструкција на локалните патни правци од населеното место Беровци до Галичани и од населеното место Клепач до Ерековци. Веќе заврши, еве кога влегов сега во Прилеп, и реализацијата на втората фаза од целосната реконструкција на улицата Александар Македонски во Прилеп, со проширување на коловозот, осветлување, средување на пешачките патеки и хортикултурно уредување. Од тука, од Прилеп, од овој град, ветуваме и реконструкција на регионалниот патен правец Лажани-Ропотово-Црнилиште во должина од 17 километри, кој се наоѓа на територијата на општина Долнени. Поздрав и до жителите на општина Долнени. Од тука, од Прилеп, ветуваме и реконструкција на регионалниот патен правец Кривогаштани, Обршани, Воѓани, во должина од околу 10 километри, кој е многу значаен за општина Кривогаштани. Поздрав до жителите на општина Кривогаштани. Исто така, ветуваме реконструкција и рехабилитација на железничката станица во Прилеп. Ветуваме изградба на дел од фекална канализација во населеното место Горно Конјари и дел од фекалната канализација во населеното место Канатварци. Предвидуваме изградба на фекална канализација во Мало Конјари. Ветуваме изградба на 75 станови во Прилеп наменети за приматели на социјална помош и други социјални ранливи категории на лица. За подобро наводнување на Прилепското поле предвидуваме изградба на микроакумулации Манастирска и Селце 1 и 2, мрежа за наводнување Селце 1 и 2, како изградба на брана за акумулација Подмол. Предвидуваме изградба на училишна спортска сала во гимназијата Кузман Јосифовски Питу. Предвидуваме изградба на 4 училишни спортски сали во основните училишта Добре Јовановски, Блаже Коневски, Кочорацин и Кире Гавриловски Јане. Планираме обнова на опожарените конаци и изработка и реализација на проектите за црквата, трепезаријата, Магерничкиот конак и магерницата на манастирот Трескавец во близина на Прилеп. Исто така, оваа година ќе се работи и патот кон манастирот Зрзе. Предвидуваме реконструкција на источниот конак на манастирот Архангел Михаил во Варош. Предвидуваме изградба, односно прикраје фудбалското игралиште со вештачка трева, едно повеќенаменско спортско игралиште и уште еден тениски терен во гимназијата Мир Чацев, уште еден во Прилеп, а ќе биде сместен во гимназијата Мир Чацев. Ќе отвориме дисперзирани паралелки од Спортската академија од Скопје во Прилеп по фудбал и ракомет уште оваа година, а наредната и понаредната година и за кошарка и тенис. Значи, како што се отвори во Скопје фудбалска академија, ќе се отвори и во Прилеп фудбалска академија. Како што се отвори во Скопје ракометна академија, ќе се отвори и во Прилеп ракометна академија, а до година и по до година кошаркарска и тениска академија за младите ученици, таленти, кои што сакаат истовремено да завршат средно училиште, да можат после на факултет да се запишат со таа диплома, а истовремено тоа средно училиште да е специјализирано за спортот во кој што имаат голем талент. Се разбира, изборот на најталентираните што ќе се запишат во овие средни училишта, односно паралелки, ќе ги прават федерациите, Фудбалската федерација, Ракометната федерација, Кошаркарската федерација, повикувајќи ги најдобрите фудбалери, кошаркари, тренери и така натаму, да тие извршат селекција на најдобрите деца кои што завршиле 8 оделение и најдобрите да влезат во оваа академија. За Прилеп да произведе во иднина нови звезди во фудбалот, нови звезди во ракометот, во кошарката и во другите спортови. Затоа што прилепчани дале и ќе даваат многу за македонскиот спорт.
Драги пријатели, предвидено е изградба на една градинка, предвидени се и многу други работи. Затоа ве молам, прочитајте ја програмата.